Sada odite kон мостот. Ајде господјо. Ете го мостот кон кој што одиме, ете ја реката Црна како течи, а ова самото се гледа колку уствари е само голем рек Битола. Има Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес ќе одам до Зович, односно од Битола кон Новаци ќе поминам покрај рек Битола, покрај селото Маково, ќе извозам Скочевирската клисура и ќе стигнам до селото Зович. Во Зович иначе има еден филмски мост кој се вели. Може би го знаете тој мост, но јас во ова видео нема додам конкретно кај тој мост од две причини. Едната е што веќе имам одено и другата е што треба малку да се подпешачи 5-10 минути до таму, а јас сум во опрема за на мотор и не сум во расположение за пешачење многу. Но до самото село Зович ќе отидам, така да ќе видите каков е и што е патот и што да очекувате доколку одите Зович. Од Битола до Зович има околу 40 на километри, но е навистина еден добар предел, дел од Битолското Маријово. Предел исполнет со природа, селата низ кои ќе поминиме се скоро и раселени. Има доста зеленило, поготово стега што сме пролет, денес миначе 4 мај. Очекувам зеленилото да биде во подем, оваа година немам отидено до Зович, така да очекувам Скочевирската клисура баш пријатно да не изненади. Иначе до половина час пред да тргнам денес беше премногу жешко. Но половина час пред да тргнам наеднаш се заоблачи, еве остана заоблачено и е едноставно идеално сега за возење, значи нити е жешко, меѓутоа нити студи. Малце е жешко можеби, но е истрпливо, не е нешто за потење. Сега, доколку одите од Битола до Зович, првото нешто до каде што треба сами да се снајдите е да стигнете кај кружниот кај Дулиет, односно тој се наоѓа на излезот на Битола кон Прилеп. Односно, уште поточно кај најновиот близ трговски центар во Битола. На тој трговски центар ја барате, на тој кружен тек, односно ја барате таблата за Новаци. Односно, таа табла ќе ве насочи кон пругата. Тука сега треба да ја помините пругата. Пругата, иако делува запуштено, се користи, значи возот неколку пати во текот на една недела поминуваат тука. Ја поминувате и продолжувате право кон селото Новаци. Ова иначе тука е еден индустријски дел на Битола. Ке помините тука и покрај многу гробишта, познати како француски гробишта, кои што се тука на загинати војници од Првата светска војна. Тука очигледно на некој му се извршува казна за брзо возење, предпоставувам. Инаку моментално возиме преку Пелагонија, значи ја сечиме долината Пелагонија, која што е најголема долина во Македонија. А таму во далечините веќе се гледа и рек Битола. Рек Битола иначе најголема електрана во Македонија и многу луѓе додека не отидат таму не сваќаат колку е уствари навистина голема, колку се блоковите големи. Кога ќе стигнам таму ќе ви покажам и одблиску за колкава големина станува збор. Влегувам во селото Логоварди и тука веќе сум во рамки на општина Новаци. Значи ја напуштив општина Битола, сега сум во општина Новаци, која што иначе е една од најслабо населените општини. Пристигнав во селото Новаци, кое што е седиште на истоимената општина Новаци. Село што се наоѓа во непосредна близина на рек Битола и истовремено во рамки на Пелагонија. Еве е општинската зграда. А пред мене веќе го гледам едниот блок на рек Битола. Сега само се наближуваме до него. Тука сакав да
тука за лево доколку завртам ќе одам кон рек Битола. Јас сакам да одам да ви го покажам колку е уствари голем и одблиску, но гледам возила излегуваат од таму, веројатно сега смената им завршува со работа. Но и од тука се гледа колку уствари е само голем рек Битола. Има 3 блока. Своевремено, не знам дали се уште е така, рек Битола произведувал 70% од вкупната електрична енергија на Македонија. Од левата страна пред малку ја поминав, за жал заборавив да снимам, се наоѓа депонијата Мегленци во која што се носи отпадот од Битола. А сега тука во оваа близина, во овој регион, сака државата да направи уште една депонија во која што ќе се носи ѓубрето од 18 различни општини. Точно не знам што ќе се случува, меѓутоа на оваа тема во Битол има доста протести од причина што се верува дека ќе се загади околината со таа депонија и со толку премногу ѓубре. Бидејќи под знак прашалник е дали ќе се изгради како што навистина треба или ќе се изгради колку да врка работа и сепак има загадување во природата, со тоа и наштетување на здравието на луѓето. Нова да внимавате многу. Момент на тишина. Нова да се внимава многу. Овде да, многу пати, не многу пати, 90% од случаите кога ќе дојдам тука на патот има крави и точно оние крави се во оние бои. Не знам зошто, дали толку не може да се пасат кравите малку настрана од патот, но внимавајте премногу, ете тоа заборавив да го спомнам, ете на муабетот, внимавајте премногу на крави во тој дел, бидејќи знае ситуацијата да биде доста опасна. И тука покрај езерото Суводол, сега ќе го видите, и тука може покрај него да наидите на крави. А колата што помина можеше да ми изблендира малку, да ме опомени, но не го стори тоа. Во секој случај преживеав, не се удри по кравите. Ова е ова е езерото Суводол, езеро на реку што го викаат, не знам, оти вештачко езеро е, не е природно, како точно се прави не знам, но мислам дека има шанси ова нешто да се користи за некакво ладење во рек. Значи не знам точно, ви кажувам претпоставки мои лични, може да не е така, тој што знае повеќе нека објасни во коментарите. Тука знам исто така многу луѓе и риварат риби, така да можете и да риварите. Сигурно треба некаков вид на дозвола, не сум сигурен, тука тоа треба накнадно да си го прашате, но во секој случај езерото е доста големо и е обкружено со зеленило и природа. Тука имаме еден поглед од високо на езерото Суводол. Ќе внимавате тука, бидејќи има на многу места дупки на патот. Сепак овај дел, не цел пат, меѓутоа овај дел е така малце оштетен, не знам зошто, особено до Маково. После од Маково до Зовичево многу подобра состојба. Чисто, зелено, тивко, нема сообраќај, нема многу луѓе, едноставно сте препуштен на природата. Таму има горе едно село, тоа треба да е селото Орле. Моментално поминувам покрај Маково. Селото Маково е од мојата лева страна. Селото Маково е познато по тоа што тука е снимана серијата турска Збогум Румелија. Тоа е една комична серија, претежно интересна беше за гледање. Тука се наоѓа и куќата на, заборавив главните ликови како се вика. Меѓутоа тука е најголемиот дел од филмот, од серијата е сниман тука. Во ова село Маково.
Одма после Маково имате една кривина во лево, меѓутоа тука не се силувајте многу во кривината, бидејќи треба одма десно да завртите. Има мало делче што оди направо асфалтиран пат и ќе си помислите дека таму треба да одите, ќе се засилите и затоа треба да внимавате. Сега се движам кон селото Рапеш. Веќе возам низ Битолското Мариово. Тука лево долу има и едно мало езерце кое што се вика Маковско езеро. Мислам дека од тука сега ќе можем да ви го покажам. Да. Дозволете ми да застанам само настрана. Значи да, ова е малото Маковско езерце. Многу убаво езерце, мало за релаксација. Тука е тишина, тивко, само природата ја слушате и вие. Дури ни коли не врват многу по патот кој што се наоѓа над езерото. Сега влегувам во селото Рапеш. Рапеш е исто така едно слабо населено село пред раселување. Мариовско село. Се уште има од старите трансформатори. Тука гледам изградиле манастир. Последно кога бев, тоа беше лани, само така подзачистено беше местото. И да ми господа, пристигнавме кај најинтересниот дел од овој пат до Зович, односно патот покрај Скочевирската клисура. Значи сега прво вака зигзаг малку слегуваме додолу до мост 1 на реката Црна, а потоа се гледа патот таму, се качуваме за кон селото Зович. Ова е еден многу интересен пат, особено за возење мотори, се вози полека, меѓутоа имате убави кривинчина, со еден голем недостаток, а тоа е не можете да знаете кола дали види позади кривината или не. И тука треба многу внимавање и движење покрај крајот од патот, бидејќи самото разминување со кола е тешко. А тие идат од надолу, идат нагоре, дават повеќе туража, возат малку побрзо, вие се движите надолу, може малку потешко да закочите и затоа сакам многу внимавање. Но освен тоа, навистина е премногу интересен за возење. А и сепак можете во далечините, како што возите, да видите кола дали има и така да си земите предвид, да знаете дали треба да внимавате уште повеќе од тоа што веќе внимавате или не. Еве, сега, например, комбе, иди среќа кај овој прав дел го зачекав, не го зачекав на онаа кривината. Од тука веќе и се гледа како течи реката Црна. Ете го мостот кон кој што одиме, ете ја реката Црна како течи, а ова самото е Скочевирската клисура. И потоа кога ќе слезам до мостот, ќе одам нагоре, ќе се искачувам.
Скочевирската клисура иначе своето име го добива по селото Скочевир, каде што започнува самата клисура. И ете го конечно мостот на реката Црна. Тука ја сега ќе направам една пауза. Ова е Скочевирската клисура, а низ неа течи реката Црна. Всушност името го добива по селото Скочевир клисурата, бидејќи започнува кај селото Скочевир, а потоа се движи Црна река кон реката Вардар, меѓутоа пред реката Вардар, пред да истечи, се влева во, односно го формира вештачкото Тиквешко езеро. Значи за тие што не знаевте, Тиквешкото езеро е формирано од реката Црна. Патот до тука ви е асфалтиран, слободно можете со возило и со кола и со мотор да дојдете. Природата е навистина преубава, а тишината премногу гласна. Направив јас една солидна пауза тука, а сега е време да продолжам кон селото Зович. Сега ќе се искачваме по пат кој е ист како патот кој до сега го слегувавме, значи тесен и кривини. Меѓутоа асфалтот е во одлична состојба, пред неколку години асфалтиран, нема нешто дупки. Мана на патот е што банкините се на места високи. Се сеќавам прв пат кога го возев овој пат беше со мојот прв мотор, беше 50 кубици полуавтоматски мотор и овие криви на Валгорница со прва ја возев. И се движев со 5, максимум 10 ако се движев километри на час. Но сепак доживувањето беше големо. Fala ti. Сега тука пристигам на местото каде што се дели патот. Односно, овде право веќе имате изнагледате вие Зович, односно лево, а десно ви се селата Старавина и Градешница. Доколку доаѓате со мотор, сакате да возите малку офроад, можете да одите Старавина и таму да завртите десно кон Будимирци и ги излезите кај селото Скочевир. Значи од Старавина до Скочевир ви е офроад, не е асфалтиран патот. Но сега ја содам Зович, продолжувам право, односно лево.
Добре дојдовте во селото Зович. За да одите кон мостот, ајде господјо, за да одите кон мостот само продолжувате право откако ќе влезите во селото. Кај мостот се иначе снимани некои познати филмови, не знам точно, ги немам гледано, да не ве лажам џабе. Немам дојдено одамна конкретно до селото. И пристигаме, мислам дека да. Или го сгрешав. Да, пристигаме кај местото каде што ќе го оставите возилото, со кое возило и да идите. Тоа е, тука гледате знак, имате мост десно 200 метри, тука имате малку за пешачење, јас сега нема да пешачам, тука иначе имате едно ресторан кај мостот се вика, да, тоа ќе заборавев, и тука можете да јадите традиционално домашна храна. Меѓутоа, веќе е сатот 4:30, сакам да се враќам, кај мостот ви кажав дека не одам, поради тоа што не сум во опрема за пешачење, ќе изгорам, веќе ми жежи и онака. Но тука можете да се јадите, тука да ја оставите колата и да слезите тука надолу кон мостот. Знам дека има многу од вас, особено диаспората, кои што сакаат да дојдат во Зович да го видат мостот. Еве едно видео, се надевам дека ви помогна многу, бидејќи исто така еднаш забележав и туристи со еден џип доаѓаа во Зович. Така да предпоставувам дека може би има и тури кои што ве носат во Зович. Најубаво за ова, некој доколку знае да напише во коментар, а јас ќе го пинувам коментарот доколку има информација за доколку се организираат џип тури кон Зович. А тука негде јас си ќе го одјавам ова видео, сега ќе си возам пополека кон назад, интересно патче. Во секој случај, за со мотор доколку доаѓате, верувајте дека ќе уживате. Ви благодарам што го гледавте и ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк и доколку сакате да бидете известени за моето следно видео, притиснете на дукмето subscribe. А до следното видео останете поздравени и чувајте се.